Почитувани гледачи, добар ден и добре ни дојдовте и во овој неделен микс, емисија за култура, за теми кои што не засегаат сите, кога станува збор и јазикот, и музиката, театарот, но ќе се задржиме во првиот дел од неделниот микс за македонскиот јазик. Ќе отстапам мое големо внимание и големо задоволство на почитуваниот секретар на културно и едукативниот центар Небрегово, професорот Атанас Конески, со колку имаме навистина многу убави теми за разговор и јубилеи кои што ќе се одбележуваат токму оваа година. Добар ден и добре ден и дојдовте. Добар ден и добре ве најдов. Професоре, голема честа што сте денеска дел од неделниот микс. Имаме, како што спомнавме, големи поводи и значајни јубилеи кои што ќе се одбележуваат оваа година. Во вашава телевизија, Марија, јас се чувствувам како дома, затоа што во телевизија 24 јас сум од почеток од незиното формирање како гостин при значајни настани, јубилеи и поводи. Уште од далечната 2015 година. И навистина тоа чувство и овој пат продолжува така благодарение на твојот ангажман. Заради тоа што телевизија 24 е телевизија која навистина знае, може и умее да ги одбере значајните моменти од животот и живописањата во нашава држава и битисувањето на нашите луѓе во државава. Јас ви благодарам што и овој пат ме поканивте да бидам ваш гостин. Со големо задоволство и ви благодарам за овие преубави зборови, професоре. Ете, како што спомнавме, годинава се одбележуваат 4 значајни јубилеи. 80 години азбука и правопис на македонскиот стандарден јазик, 25 години КЕЦ Небрегово, 20 години спомен дом Блаже Конески и 100 години од раѓањето на Трајко Стаматовски, првиот секретар на КЕЦ Небрегово, претходно познат како Фондација за македонски јазик Небрегово. Какви активности ќе остварите со културно и едукативниот центар Небрегово оваа година? Ова година е јубилејна за целата наша држава. Имено, уште во почетокот на јануари, односно на 1 јануари 1945 година е формирано хумористично-сатиричното списание Остен. Со внимание ја следев последната ваша емисија, каде што разговаравте вие со директорката на Остен, господјата Корнелија Конеска, и со доаенот Мица Јанкуловски. Блаже Конески по тој повод доби благодарница по повод одбележувањето 80 години Остен, заради тоа што Блаже Конески е кумот на Остен. Името Остен го дал Блаже Конески, а Корнелија Конеска тоа многу убаво го објасни што значи Остен. Тоа е буквално стап со шилка на врвот, за да подбуцнува, за да може да оди, да се оди напред, да се движи. Еве, тоа го користам да го повторам, а вас ве замолувам да ја објавите, да ја прикажете благодарниците што беше доделена на Блаже Конески по повод тој голем јубилеј. 80 години Остен. Да. Голем јубилеј, како што спомнавте, и поврзаност. Драго ми е што помеѓу моите гости има такви убави поврзаности, како што и помеѓу господјата Корнелија Конеска и вашето гостување всушност и секако големиот Блаже Конески. Се надам дека гледачите ќе можат да ја погледнат оваа благодарница. Ова благодарница ќе го краси спомен домот Блаже Конески во Небрегово, односно неговата спомен соба. Да. Јас искрено им благодарам и на Мица Јанкуловски и на Корнелија Конеска. Да, благодарница за покренување и развој на брендот Остен. Така пишува на самата благодарница. Така е. Професоре, и еве да се навратиме на останатите јубилеи, како што спомнавме, меѓу кои 80 години азбука и правопис на македонскиот стандарден јазик и исто така имаше и конкурс, а ќе има и промоција на книгата наменета за 80 години азбука и правопис на македонскиот стандарден јазик, која што на 5 септември ќе биде промовирана во домот Блаже Конески во Небрегово. Токму така, но морам уште еднаш да ви одадам признание
Овде на екранов ги гледам како се вртат три значајни документи, а тоа е решението за воведување на на азбуката на македонскиот стандарден јазик. Еве тоа го гледам. Потоа решението за правописот на македонскиот стандарден јазик и насловната страница на книгата Македонска литература и македонски литературен јазик, издадена исто така 1945 година. Значи азбуката е на 3 мај 1945, а првпат објавена во 3 бројот на тогашниот весник Нова Македонија, празничниот весник, првпат објавена, потоа правописот на 7 јуни и оваа книга што вие сега ја држите во рака, Македонската литература и македонскиот литературен јазик, тоа е всушност првото предавање што го одржал Блаже Конески на 26 мај 1945 година, а преобјавено по повод 100 годишнината од неговото раѓање од страна на издавачката куќа Култура, каде што поговорот го имам запишано јас. И навистина ви благодарам што темелно сте се подготвиле за оваа емисија. Ви благодарам, професоре. Јас би сакала, ако се согласувате, да прочитаме извадок од вашиот поговор. Велите вака: Блаже Конески со вистински усет за македонскиот јазик, јасно, конкретно, одговорно и блажеконески ја завршува книгата. Ние сега ја основаме својата култура, наша иднината, а тоа значи дека станува наше и минатото и ние со него. Фалсифицирано досега, ќе фрлиме јарка светлина со заграб, зашто за нас е јасно како бел ден, целиот развој, па тука и нашата литература од порано, е нужен чекор по чекор до денешниот ден, кога македонскиот народ за прв пат во слобода ја твори својата национална култура. И завршувате: овие блажеконески историски мисли го одредуваат патот на нашата самобитност, на нашиот македонски јазик, на македонската литература, на нашата национална култура и на македонскиот идентитет и континуитет. Односно го потврдуваат, го одредуваат, но исто така и секако и потврдуваат патот на нашата самобитност. Марија, многу убав избор сте направиле и акцентирате навистина вредни мисли, историски мисли од ова по обем мало дело, но со исклучително историско значење. Заправо колку бил мудар и мислител Блаже Конески кога вели наше е минатото, но наша станува и иднината. Еве и по 80 години таа мисла добива уште повеќе во вредност. И ви благодарам за изборот што го направивте. Со големо задоволство и всушност секојдневно и во сите дела и генерално кога станува збор за македонскиот стандарден јазик, Блаже Конески е присутен и го чествуваме, го спомнуваме и вие како културно-едукативен центар Небрегово го славите неговото дело, така ќе биде оваа година со големите јубилеи. Токму така. Културниот и едукативен центар Небрегово, кој постои 25 години, претходно именуван како фондација, а сега како КЕЦ Небрегово, оваа година слави 25 години од постоењето, а спомен домот Блаже Конески одбележува 20 години од неговото постоење. Овие големи јубилеи се совпаѓаат со големиот државен јубилеј 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. И уште нешто, КЕЦ Небрегово уште минатата година, токму поради овие јубилеи, распиша, како и секоја година, распиша конкурс на оваа тема под наслов 80 години азбука и правопис на македонскиот стандарден јазик, и на конкурсот се пријавија 25 автори од сите факултети кај што се изучува македонскиот јазик, пред се од Филолошкиот факултет, Блаже Конески во Скопје, Институтот за македонски јазик, Институтот за литература во Скопје, Филолошкиот факултет во Штип, Меѓународниот славјански универзитет во Свети Николе, педагошките факултети во Скопје и во Битола, и како и гимназијата Јосип Броз Тито. Сите на свој начин
автентично го одбележуваат овој голем јубилеј. Сите текстови веќе се наоѓаат во таа книга. Таа книга е во завршна фаза, а ќе се промовира на 5 септември, традиционално на 5 септември оваа година. Да, во спомен домот Блаже Конески. Во спомен домот Блаже Конески. И бејќи тоа заправо го започнавте вие со вашето прашање и направивте убав спој и поттик за да се вклучам. Управата на културно-едукативниот центар, гледам на фотографиве овде што се прикажуваат, ја сочинуваат навистина луѓе кои Блаже Конески го почитуваат, го ценат, го респектираат, но најмногу од се го чувствуваат Блаже Конески. Тоа се професорите Живко Цветковски, Стојка Бојковска, Максим Карамфиловски, Цане Мојановски, како и други значајни личности, уредничката од култура Гордана Војнеска, и што е најново, во овој состав е вклучена и Ленче Смилевска, која согласно законот за лекторирање ја вклучивме во Кецне Брегово како човек кој навистина со незината емисија за нашиот јазик покажува и докажува колкава е грижата за употребата на македонскиот литературен јазик, што е одраз и квалитет на сите емисии што ги емитувате вие како телевизија. Јас со полн респект и признание за сите емисии што се емитуваат на вашава телевизија. Така е. И ете, можеме да видиме на фотографиите и од вашите, потоа ги прокоментираме, во секој случај, вашите активности се навистина многубројни и актуелни, нешто што ќе се одбележи оваа година преку, како што спомнавме, многу активности. И ако се согласите, уште нешто би прочитала и би сакала да прокоментираме од поговорот на книгата Македонската литература и македонскиот литературен јазик. Многу, морам да ви кажам, многу убаво ги подготвувате емисиите што течат спонтано, разговорно, а не монотоно. И навистина и со тоа се одликува вашата емисија. И многу ме подсетуваат и на оние емисии уште пред 15 години што ги водевме со Огнен Јаневски во емисијата за животот, потоа емисијата Студио 10, потоа и други емисии. Ова телевизија по повод 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески направи подвиг единствена, каде што 12 месеци, секој месец емитуваше посебна емисија во врска со Блаже Конески и со неговиот 100 годишнина, 100-тиот роден ден. А потоа од тие емисии се објави и посебна книга Разговори за Конески. Така, го поздравуваме и колегата Огнен Јаневски секако. Вие сте потврда, показ и доказ дека ја продолжувате оваа традиција на телевизија 24. Голема благодарност, професоре, за овие зборови и секако поздрав и до Огнен уште еднаш. Имавте навистина фантастични емисии заедно. При крајот на оваа исклучително вредна книга, Блаже Конески акцентира: треба да се подвлече дека нашиот јазик ќе се оформи многу побрзо од што беше тоа случај, на пример, со српскиот или бугарскиот јазик. Затоа треба кај нас да се издигне свесниот напор да дојдеме што поскоро до монолитен јазик. Тоа е патот по кој што врви формирањето на нашиот македонски литературен јазик. Тоа се прашањата што излегуваат оттаде да создадеме јазик строен и изразит, што да биде вистински белег на македонската нација. Етеа целта што треба свесно да ја постават творците на нашата култура. И се чини, го продолжуваме тоа дело со творците и со книжевноста, со нашите книжевници и писатели. Марија, навистина ме поттикнувате и го потврдувате моето мислење дека правите преубава емисија, мозаик, спонтано. Блаже Конески, заправо тоа ми даде повод. Блаже Конески во 1948 година напише уште една мала книжка по обем, но по квалитет, по историско значење е книжката по повод најновиот напад на нашиот јазик. Во таа книжка, што ние исто така ја прииздадовме по повод 100 годишнината од неговото раѓање, Блаже Конески аргументирано и непобитно ја потврдува самостојноста, самобитноста, сопствениот пат на македонскиот стандарден јазик.
и ви благодарам на подсетувањето. Во една друга прилика, ние овде пак на вашава телевизија тоа го покажавме, го докажавме и го зборувавме. Ви благодарам на подсетувањето. И уште да додадам, токму заради тоа, по повод 100 годишнината од неговото раѓање, во спомен домот Блаже Конески во Небрегово се одржа голем јубилеј, кај што за прв пат беше востановена, условно речено во наводници, интерна награда што се вика Зборот на Конески. А минатата година овде во вашава телевизија таа специјална награда ја доби професорката Весна Мојсова-Чепишевска и вие направивте исклучително убава емисија, убав разговор по тој повод, што е уште една потврда дека вашава телевизија ги следи сите актуелни настани и личности од живеењето во нашава држава. Вистинска благодарност за тоа. Тука морам да истакнам, во спомен домот Блаже Конески во Небрегово, кој годинава слави 20 години, се одржуваат континуирани активности и спомен домот е прогласен за споменик на културата. Таму сите раководства во спомен домот што действувале, а се поврзани со Националната установа, Завод и Музеот Прилеп, дале свој придонес, конкретен придонес, силен впечат оставиле. Се надевам дека и новото раководство на Завод и Музеот Прилеп ќе продолжи таа долгогодишна традиција и навистина ќе одговори на предизвикот што ќе се случува во ова јубилејна година. Тука го издвојувам и членот на управата на КЕЦ Небрегово, Благој Атанасовски, кој несебично потврдуваше, како и сите членови од НУ Завод и Музеот Прилеп, несебично се ангажира околу одржувањето и живеењето на спомен домот Блаже Конески во Небрегово и им искажувам висока благодарност. Професоре, ете, кога сме веќе и кај книгата исто така, да се навратам македонската литература и македонскиот литературен јазик, вие ме напишавте многу убава посвета, па кажете ни што за вас представуваат посветите кога ги пишувате? Марија, вие изгледа добро се подготвите или многу спонтано се одвива оваа емисија, за која емисија јас посебно оддавам признание кога ода спонтано, непосредно и интуитивно. Таа е таа интуиција или како што често јас велам, тоа е таа шеста чакра што кажува како да тече емисијата. Имено, може прво да ја прочитаме посветата што сум ви ја напишал? Може. Вие прочитајте. Секако. Ајде. На почитуваната Марија, живиот збор е незаменлив, ти си показа тоа, искрено, Атанас Конески. Дали ова емисија го потврдува тоа, Марија? Апсолутно. Ако е така, задржете во спротивно ќе моравме да ја повлечеме. За посветата, јас имам многу научено од мојот драг професор Блаже Конески, од кого јас добив струка, но што е уште поважно, јас добив голема ука од него. И професорот Блаже Конески има напишено посебна една статија многу куса, бијќи неговите искажувања се такви куси, ефектни и го погодуваат и мозокот, и срцето, и душата. Тој вели дека посветата е посебен литературен жанр. И кога прашувам зошто, професоре, заради тоа што со посветата го искажувате заемниот однос меѓу дародавателот и даропримателот. Еве тоа го потврдивте вие со оваа посвета. И навистина е така, почита е заемна. И сега би сакала, професора, да се префрлиме и на друга тема, имено културно и едукативниот центар Небрегово, заедно со Филолошкиот факултет, вие заедно, како да кажам, два тима, интензивно работевте и работите на воспоставување и воведување на државните награди Блажа Конески и Ремзи Несими за високи стручни и научни достигнувања во областа на македонскиот јазик и македонистиката, односно албанскиот јазик и албанологијата, па следствено на тоа, исто така и дадовте барање ургенција и до председателот на собранието. И ете, ќе прочитам дел од тоа што го имате вие напишано како барање. Веруваме дека ова барање, ургенција, ќе биде прифатено и реализирано, со што ова највисоко државно признание ќе ги потврди високите стручни и научни достигнувања на нашите истакнати професори, кои целиот работен век го оствариле на Филолошкиот
Филолошкиот факултет и изградиле бројни генерации. И вие одржавте и заедничка седница, управата на Филолошкиот факултет и управата на КЕЦ Небрегово. Може Марија тоа да го потврди, пред малку ја гледам таа фотографија и искажувам исклучителна и голема благодарност на деканската управа на Филолошкиот факултет, заедно со управата на КЕЦ Небрегово. Ние на 19 октомври минатата година одржавме заедничка седница и уште еднаш го актуализиравме прашањето за донесување на закон за измени и дополнување на законот за воведување државни награди Блаже Конески и Ремзи Несими. Вие кажавте кои би се доделувале на нивните родендени на 19 декември за Блаже Конески, односно 25 декември за почитуваниот професор Ремзи Несими. Патем да споменам, јас кај тој професор на постдипломските студии сум полагал албански јазик. Тоа е една исклучителна личност, висок професионалец и човек кој ја заслужува и оваа награда заедно со големиот Блаже Конески. Од тие причини ние како КЕЦ Небрегово ова прашање сме го поставувале подолго. Ако поставувале ова прашање и други институции и тела во оваа држава, тоа го направил и во претходниот состав такви органи и тела се заложиле за таа награда, а ние тоа сме го побарале уште многу одамна. Особено сме го нагласиле при 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески и по тој повод ние имаме изготвено и флаери што ги доделуваме, што ги доделуваат одговорните личности од Завод и музеот Прилеп при посетите во спомен домот. Тоа особено го нагласувам на организаторите, кај што во најкус можен начин се прикажуваат активностите на КЕЦ Небрегово, нели? Так. И воведувањето на наградата Зборот на Конески, како и поштенската марка Блаже Конески. Меѓутоа, морам да напоменам, вакво нешто направивме и со поставување на спомен домот Блаже Конески во Небрегово на туристичката мапа на Македонија. Благодарение на Туристичкиот сојуз, на Министерство за економија и особено на агенцијата Војажер. И ова по тој повод секоја година следниот ден на 6 односно 7 септември во очи на големиот државен празник, заедно со Фестивалот на народни инструменти и песни одолнени кој минатата година славеше 50 години, ние одржуваме заедничка манифестација. И тоа е навистина повод што продолжи како традиција да се користи во представувањето на спомен домот на туристичката мапа кај нас и пошироко. Тоа е овој флаер. Јас им искажувам голема благодарност и на иницијаторите тогашни и на продолжувањето на оваа традиција на Завод и музеј Прилеп и Фестивалот на народни инструменти и песни одолнени. Очекувам дека оваа јубилејна година овие установи ќе дадат уште поголем придонес за продолжување на традицијата за одржување на спомен домот како културно наследство на нашава држава. Апсолутно, да се надеваме дека ќе биде така, а бидејќи од оправдани причини не можеше деканот на Филолошкиот факултет, професорот Владимир Мартиновски, да биде заедно со вас, инаку беше претходно предвидено да гостувате двајцата заедно, но ние успеавме да поразговараме со деканот Мартиновски, така што предлагам да ја слушнеме и неговата изјава во врска со наградите. Претhodno, Марија, ве замолувам. Овде пред вас две работи сакам многу кусо. Деканот на Филолошкиот факултет, професорот Владимир Мартиновски, во неговата книга издадена по повод 100 годишнината од Блаже Конески, во еден текст што се вика за јазикот, има кажано една реченица, еден пасус кој е исклучително вреден и практично представува спој меѓу овој разговор и разговорот со деканот во неговиот кабинет, зашто имате вие, односно вашата телевизија, голема заслуга за да се обезбеди и тоа учество во оваа емисија. И уште едно признание за телевизијата и за вас. Ве молам да се прочита тој пасус. Секако.
јазикот на Конески. Одамна за англискиот се вели јазикот на Шекспир, за францускиот јазикот на Молиер, за германскиот јазикот на Гете, за македонскиот слободно можеме да кажеме јазикот на Конески. Тоа би можеле да го кажеме поради неговата улога во кодификацијата на стандардниот македонски јазик, ама уште повеќе можеме да го кажеме и поради неговиот поетски опус. Колку силно и колку впечатливо. Ете, токму тоа се големите мисли и луѓето што Блаже Конески го почитуваат, го ценат и го чувствуваат. Такви се и сите текстови што се доставени за оваа книга, што ќе ја промовираме на 5 септември. А сега во овој момент можам да се потсетам само на една мисла од мојата внука Ива, што ја има напишано за јазикот. Таа вели, јазикот како и облеката го оддава стилот. Не можам повеќе, бидејќи тоа може да се говори по објавувањето на оваа книга. Такви текстови имат напишено сите 25 учесници во оваа книга. Се надевам дека вашава телевизија и вие ќе бидете гости на промоцијата на оваа книга. Со големо задоволство, а сега предлагам да го слушнеме краткиот разговор со деканот на Филолошкиот факултет Владимир Мартиновски. Декане Мартиновски, ви благодарам што зборувате за емисијата Неделен микс во врска со 80 годишниот јубилеј кодификација на македонскиот стандарден јазик. Вашата управа на Филолошкиот факултет заедно со управата на КЕЦНЕ Брегово одржавте и работна седница и потоа професорот Атанас Коневски заедно со професорката Весна Мојсова Чепишевска има исто така и средба прием кај председателот на собранието Африм Гаши, каде што се разговарало за државните награди Блаже Коневски и Резим Незими. И би сакала и вашето мислење да ни го кажете околу зошто всушност се поддржавте иницијативата за овие награди. Да, средбата на двете управи, прво да се заблагодарам секако за поканата. Средбата се одржа токму во оваа просторија меѓу управата на факултетот Блаже Коневски при УКИМ и секако КЕЦНЕ Брегово, институција која се занимава со творештвото, ликот и делото на Блаже Коневски. Со оглед на тоа дека нашиот патрон е Блаже Коневски, секако постојат огромен број причини зошто ние дадовме поддршка за една ваква прекрасна иницијатива за воведување на државна награда, која практично секоја година би се поддржувале клучните достигнувања во сферата на македонистиката, проучувањето, афирмацијата на македонскиот јазик, литература и култура и во државни рамки и меѓународно секако, и за институции и за лица, и секако сметаме дека една таква награда ќе биде во цел, ќе биде стимулативна за развојот на македонистиката и секако споменот и значењето на Блаже Коневски во културната меморија ќе го одржува на еден долг рок, како една традиција убава. Секако истото важи и за сферата на албанологијата. Иницијативата државната награда Ремзи Несими, поврзана со името исто на еден наш колега, да биде исто така внесена во тој опсек на државните награди. Исто сметаме дека е битна иницијатива, бидејќи исто би била стимулативна за развојот на албанологијата, така што овие две награди заедно, да речеме, би дале голем влог во давањето признание на филолошките достигнувања во нашата земја. Секако дека Блаже Коневски и Ремзи Несими имаат даден огромен придонес во развојот на филолошките науки. Тоа Блаже Коневски основач на нашиот факултет и на голем број други институции, учествувал и најдиректно во процесот на стандардизација, во сите клучни, стожерни, да речеме, книги од сферата на лингвистиката кои се поврзани со проучувањето на македонскиот јазик, од граматиката, историјата на јазикот. Неговите статии ден денеска во цел свет се цитираат поврзани со македонскиот јазик, но исто така и со македонската литература и култура. Така што секако ние очекуваме дека
Еве, тоа секако е наша заедничка желба заедно со КЕЦ Небрегово оваа година, практично на родендените, на 19 декември е роденденот и патронатот на нашиот факултет воедно на Блаже Коневски, на 25 декември е роденденот на колегата Ремзи Несими и се надеваме дека уште оваа година за прв пат ќе бидат доделени овие награди. Така, еве во мај месец се одбележуваат и 80 години јубилеј од кодификација на македонскиот стандарден јазик. Како вие како факултет ќе го одбележите овој јубилеј и кои ќе бидат активностите? Ние започнавме уште минатата година, одржавме прво еден многу убав свечен час кој беше поврзан со првото заседание на АСНОМ, значи кога македонскиот јазик е воведен како веќе е донесена одлука да биде службен јазик. И тоа беше еден прекрасен настан, беше придружен и со соодветна изложба подготвена од архивот. Конкретно во мај ќе има голем број чествувања, празнувања од голем број институции, почнувајќи од МАНУ, преку Институтот за македонски јазик и други универзитети, но во рамките на УКИМ практично филолошкиот факултет има цела недела програма. Од 6 започнуваме прво со меѓународна научна конференција. Незиниот наслов е Македонскиот јазик 80 години од кодификацијата и се занимава практично со развојот и на јазикот, меѓутоа и на литературата и културата во овие 8 децени, развојот и на научните дисциплини секако кои се занимаваат со македонистиката. Организатори конкретно на оваа конференција се катедрите, матичните катедри, катедрата за македонски јазик и катедрата за македонска книжевност и култура. И исто така, потоа на 8 планираме сите учесници на оваа меѓународна конференција, во чии што рамки исто така ќе се одржи и состанок на координаторите на македонистичката ЦЕПУЗ мрежа, чии што носител е токму филолошкиот факултет. Соработуваме со 14 европски универзитети на кои се проучува македонскиот јазик и ги очекуваме координаторите да дојдат на една заедничка средба. Секако тие ги очекуваме и како учесници на конференцијата, а круна би можело да кажеме покрај посетата заедничка на родната куќа на патронот Блаже Коневски, ќе биде и одржувањето на конференцијата потоа, значи на 9 и на 10 мај млади македонисти, една исто така традиционална конференција која е многу значајна, бидејќи на неа овој научен подмладок ќе можеме да ги проследиме нивните најнови истражувања од сферата на македонистиката. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за поканата. Го слушавме разговорот со деканот на филолошкиот факултет, професорот Владимир Мартиновски. И ете, професоре, убаво е што сплотени, се надеваме дека можеби ете наскоро ќе имаме и државни награди Блаже Коневски и Ремзи Несими. Тоа благодарение на личниот ангажман на председателот на собранието господинот Африм Гаши, и на таа средба присуствуваше и заменик секретарот на собранието кој беше повикан од председателот и беше искажано длабоко верување дека овие две награди ќе бидат доделени за прв пат во текот на оваа година. Тој стил вие што го практикувате во вашиве емисии се потврдува, како што предмалку ја цитирав мислата дека јазикот и како и облеката го определува стилот, и вие со вашиот изглед, со вашата презентација покажувате и докажувате дека навистина јазикот како и облеката го определуваат стилот. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас на комплиментите и на честа да ни бидете денеска гостини, да позборуваме за значајните јубилеи, а секако и да го чествуваме големиот Блаже Коневски. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам, Мари. Почитувани гледачи, бидете заедно со нас, во продолжение имаме и други содржини.